Благодарам на контрарепликата и само се јави да ви кажам да ви реплицирам повторно од причина што бев испровоцирана дека сум го спремила говорот пред време. Не, јас, колега Ванкувер, читам овдека од овие, ги споредувам ребалансот 2019 и она што е предвидено за буџетот 2020, а пошто сум пратеник, представник на граѓаните и пошто сум политичка, имам и политичка функција овдека, да кажам и политичка димензија на креираниот буџет, јас сите бројки, како што видовте дека со бројки зборував, меѓутоа давав и политичка конотација. И кажував што сме ветиле, што сме реализирале, докаде сме реализирале, што ќе биде понатаму. Така да тој дел ќе ви го земам како за несреќна изјава во вашата контрареплика и сега ќе ви кажам во однос на бројките. Во однос на бројките за образование, колега Ванкувер, во ребалансот 2019 за образование се спуштивме некаде на 25,7 милиарди денари. Сега со новиот буџет изнесува 28,3 милиарди денари. Кај гледате тука намалување? Да, има намалување во одредени ставки, во изградби реков, реконструкциите се појачани. Зошто? Затоа што изградбите значат изградба на училиште во одредена локална самоуправа со целосно изработена планска документација за тоа училиште, од А до Ш. Од планска документација релевантна до финансиска конструкција. И зошто да се оди со некои фиктивни изградби кои не се потврдени со планска документација, да се само дистрибуираат и постават пари во таа ставка, а после со ребалансот ние да ги враќаме. Тука е тоа објаснување во однос на за образованието. Во однос на образованието, во завршната сметка 2016, цел буџет конструиран од владата на ВМРО ДПМН, реализиран од владата на ВМРО ДПМН. 22 милиарди денари за образование, а сега 28,3 милиарди денари. Влог во секоја сфера, влог во секој чинител во образование, влог во човечкиот капитал кој што вие не можете да го разберете. Вие наставниците ги газевте. Наставниците ги понижувавте. Вие наставниците ги оставивте со 21.600 основна плата. Таа основна плата беше подценувачка. Не велам дека и ова сега е кузнајт колкава. Меѓутоа, немаме ниту зголемување на електричната енергија, зборувате за акцизи тамо. Енергенсите не ги зголемија цените. Јас можам да наброам во 2008 или 2013 колку биле поскапи цените на горивата. Но тоа не е предмет на разговор. Важно е дали ние имаме помали или поголеми ставки, например, во однос на електричната енергија. Дали имаме заштедување на средства во однос на домаќинствата. Сето тоа е вложување во човечки капитал. Не сакам да се повторувам во работи кои што сум ги кажала и во првиот ден и во вториот ден во моите реплики. Сакам само да кажам пред граѓаните и да го прикажам она што вие испуштате да го кажете или го критикувате, јас со други аргументи сакам да го одбранам, меѓутоа и тоа што намерно го испуштате бидејќи сте, ето да кажам, не толку среќни што владата предводена од Зоран Заев и Социјалдемократскиот сојуз, министерката Шекеринска, се луѓето и ние овдека сите заедно, ве вклучувам и вас, ако сакате иземете се, ние ја донесовме земјата да биде 30-та членка во НАТО. И сакав да го потенцирам тој дел од буџетот, кој што сметам дека е еден многу важен момент, бидејќи овој буџет, покрај тоа што може да се наречи буџет за живот на граѓаните, во кој што се вложува во најголемиот човечки капитал, во луѓето всушност, и буџет на Македонија во НАТО. Ви благодарам. Тоа ми беше мислата и тоа сакав да го презентирам.